Новите електрични автобуси од оваа година ќе возат по скопските улици. Успешно заврши втората тендерска постапка, па пред новогодишните празници се очекува скопјани конечно да добијат модерен јавен превоз како во европските метрополи. Поголем дел од граѓаните велат дека одамна ги чекале автобусите и дека освен што ќе се намалат гужвите во градскиот јавен превоз, истовремено ќе се намали загадувањето. Апелираат за поголема култура и свест, особено кај помладите, за да не се уништуваат автобусите. Само поголема култура треба да има во автобусите. Од ученициве, да влезете па снимите да видите како е. Сем што ќе го подобри, треба да има и култура на возење. Нема буткање, редовност да биде, нема внесување багажи да не може да влезете во автобусот. Требало да се подобри у секој случај. И еколошки ради електричните, а и бројот е. Старите се веќе стари. Затоа што не загадува цела средина, мислам, со нафта и све. Треба да го подобрат, пошто многу се чека на автобуски станици. Подобре да има, значи, повеќе автобуси и полесно е за возење и све. Би требало да се подобри. Се надеваме дека ќе биде подобро. Некои пак се скептици и сметаат дека Скопје ја нема потребната инфраструктура за ваков тип на превоз. То решение е тролејбус. Да мислите вие со 5 толку автобуси, купуваат дупло помалку, станици за полнење. Не се сеќам кога последен пат сум влегол во автобус. Моето превозно средство е точокот или колата евентуално. Ти немаш приклучок и се возиш. Победник на тендерот се унгарската компанија Икарус и австрийски Евана, кои заеднички понудиле цена од 50 милиони евра. Ова е за 204.000 евра пониска сума од претходниот поништен тендер. Трите компании кои изгубија на тендерот од денес па во наредните 9 дена имаат рок за жалби. На јавниот повик се јавија 4 компании, од кои 2 од нив ги немаа исполнете условите за учество. Според процедурите по склучувањето на договорот, најповолниот понудувач е должен да изврши испорака на првите 30 електрични автобуси од вкупно 150 и 15 станици за полнење од предвидените 75. Останатите ќе се испорачуваат во временски интервали наведени во договорот. Паралелно со набавката на новите електрични автобуси се работи на проектот Градски воз, кој се очекува да почне да вози од септември.